Светската здравствена организација со една препорака нашите здравствени власти со друга. Неусогласеноста ги прави родителите на децата до 11 години нервозни. Маска треба или не треба да носат нивните деца? Зборувавме на тоа прашање, сепак маските се некаква заштита, затоа се држиме до таа препорака децата да носат маски, а во училиште наставниците ќе ги советуваат како да постапуваат. Од СЗО препорачуваат само децата постари од 12 години треба да носат заштитни маски. И од УНИЦЕФ генерално сметаат дека децата на возраст од 6 до 11 години маски не треба да носат. На исто мислење се и педиатрите. Според нив, најзагрижувачко прашање е какви последици ќе донесе носењето заштитна маска за време на училишна настава, но и во секојдневието кај децата до 10 годишна возраст. Ако тоа дете 5-6 часа по 30 минути во училиште носи маска, носи во автобусот маска и се враќа назад во автобусите со маска. Рачунете дека 5 часа е со маска и до дома оди повторно со маска. Колку е тој период долг со маска, детето со маска? Навистина се пореметува некој физиолошки процес на размена на гасовите. Во меѓувреме подготовките и плановите за новата школска година кои се кројат во неголемите европски држави носат по различни протоколи од кај нас. Шпанија нема утврдено термин за почеток на школската година, но во дел од земјата се планира училиштата да се отворат на 7 септември. Властите изготвуваат протоколи што ќе овозможи учениците да следат настава без маски и социјално дистанцирање. Франција планира училиштата да ги отвори на 1 септември. Се препорачува само децата, постари од 11 години, да носат маска, а маските да бидат задолжителни и за наставниците. Во Германија постарите ученици од 15 години ќе мора да носат заштитна маска. Полска засега не планира заштитни мерки за следење на наставата како за учениците, така и за наставниот кадар. Во Данска пак веќе се отворени училиштата. Наставата се одвива во групи до 12 ученици, кои седат на растојание. И таму маските не се задолжителни за децата и наставниците.